Сега за африканци, така? Спремни сме? Ке се смееме? Иако не се смешни. Се подготвав полека за Оскарите, нели бидејќи следуваат сега и го гледав Марсовец. Кој го гледал Марсовец? И браво, ми се допаѓа. И таму има што го гледа Марсовец. Овде кај нас Сулимановиќ е Марсовец. Не знам дали вие што не го гледате, знаете за што се работи. Значи Мет Деймон е астронаут во филмов и ќе заглави таму сам на Марс. И сега си викам замисли некој наш да беше на ваква мисија, македонец, значи да беше на ваква мисија. Прво проблем ќе има дома како да каже. Значи, како ќе им каже на неговите, ќе рече: "Еве, мамо, тато, ја одлучив. Јабана на Марс ќе одам." И прв муавето татко ти е, и потам оди ако сакаш. Кренавме раце ние од тебе одавна. Живеј. Сега најде тој на Марс да оди. Секој ден луѓе вработуваат, тој на Марс ќе одел. Срамота. Баба ти од таму доаѓа, компјутерите му го зедоа умот. Мајка ти ја слушаш на телефон со комшивката, ќе го растеш, ќе го гледаш, ќе го пазиш и на Марс ќе ти замине. А комшивката по и враќа од таму: "Нашиов еве 2 години веќе Германија е, да." И седиш во тоа ракетата таков, нели целиот со тие кајшите и ти одбројуваат 9, 8, 7 и мајка ти на интерфон: "Жаре си го заборави джемперот. Ќе ти студи. Пази се од промајата." И викаш: "Мамо, нема атмосфера бре на Марс, каква промаја?" Гледај, баш ти прави се паметен атмосфера да им правиш. Баш ти биди. И во тие неколку секунди онака од одбројувањето ти се јавуваат сите. Сестрата ти се јавува, братучетките ти звонат, бившата ти се јавува: "Жаре, слушнав, заминуваш. Сакам да се видиме." Почна да ти плаче: "Абе, те сакам, Жаре, многу те сакам." "Да, ми ја те сакам, ај побрзо, немам време, на Марс одам." Па мислев ако сакаш да се земеме фиктивно, онака да се запишеме во матично, колку да ме повлечеш на Марс, па после ја ќе бркам работа. Не се седи тука. Кога сме кај вонземјански работи, ако одиш на YouTube да видиш кои видеа се најактуелни во Македонија, значи на врвот ќе го најдеш ова. Значи, ова е најактуелно видео во моментот во Македонија. Тоа е видео од фарма со наслов "На цуци и паднаа градите". Значи, заклучокот е дека на цуци и паднаа градите, а на јавноста очигледно стандардите. Добро, чекај, за волја на вистината. Има и погледани работи од фарма, а кои 2 работи се погледани од фарма, од Звезде Грандо, од турски серии? Знаеме? Кои се погледани работи? Изволте. Не е вистина. Погледани се Златна бумамара и една работа е најгледана од се што онака на телевизија. Тоа е една нова турска серија на сите лоди, не знам дали ја знаете. Не, Лаки и Зоки се вика. Ја знаете? Најгледана. Значи, немавме буџет за монтажер. Велат дека мажите може да прават само една функција, а тоа е или да слушаат или да зборуваат. Не може други работи. Значи, или слуша, или зборува. Но тоа е стереотип кој беше побиен со интервјуто на Лаки и Зоки. Нели знаете, они си беа цело време и револтирани од тоа што Латас го кажа, она со турците. Се сеќаваме? Да, така, значи револтирани турците го побара интервјуто во целост да биде емитувано во Турција, во нивната земја. И за да ни вратат поради тоа што сите нивни серии ние ги надсинхронизираме, тие го надсинхронизира интервјуто. Сакате да го видите? На турски, значи ова е сериозно, на националната турска телевизија одеше во целост интервјуто на Латас и Зоран Заев. Еве го сега да го видите. Мераба,
Teşekkür olsun ki olsun poseta gelin televizya. Merhaba efendi Sünger Alşan başka teşekkür ederim partisipatsiya aktörü Sünger Ana Vesti. Imotno pravna sostoyba geliyorsun kişinin dogaz. Surtuke'den ki geçin geri akıl gen geçin. Yoktur başka Sünger. Yoktur başka akıl kesin gelir oğlum. Tuşba başka kesin gelir oğlum. Başka kulak bak gelir başka Sünger. Yoktur. İzrat başka kesin geliyorsun. Yoktur başka izrat kesin gelir. Surtuken geçin gelir oğlum. İzrat kesin gelir. Yok izrat beşin gelirsin. Ya surtuken geçin. Surtuken geçin gelir. Başka izrat kesin gelir. Можеме да кажеме дека сите го гледавме интервјуто на македонски? Така? Забележавте какви крупни кадри дава од Заев? Како му се доближува цело време? Значи, тоа знаете на што личеше? Тоа беше како на малечката невеста кој ќе каже дека свекрвата е всушност мајка, а вистинската мајка е сестра. Да, еве, гледате. Зоки, шашко е. Твоята вистинска мајка е... Твоята вистинска мајка е Радмила. Во кој свет живеете, бе, господине Павлович? Кога сме кај политика, Питер Ван Хојте е во центар на внимание последниве не знам колку месеци. За човекот не знаеме многу, а најмногу од се не му го знаеме презимето. Значи типот е тука пола година, нешто посредува, не знам што прави, и секој си го изговара како сака. Значи Ван Хојт, Ван Хоуте, Ван Хауте, Ван Хоут, Ван Хојте, стар европски Мислам тоа Миленко го вика, се збунив. Добро, не вез. А од ВМРО па викаат, а шо па да знаеме точно име и презиме на него, па на секој турист ли мора да му го знаеме името, бе? Да, значи ВМРО намерно го направија Ван Хојте турист за после да излезат и да речат ете се зголемува бројот на туристи само што стигна еден од Холандија. Холандија или Белгија, од кај бе? Белгија? Да, аплус за моите сценаристи. Замисли сите дома да си имавме по еден посредник. Хубаво само ќе ни беше. Значи, девојка ти сака да гледате филм, тебе не ти се гледа, и сега треба да смислуваш еден куп глупости да се правдаш, па таа се љути, па ти аман, ма само се љутиш, па таа не ми викај ма, па ти ќе ми кажеш ма, па таа ќе си се вратам кај мама. Знаеш? А вака иде некој Джес Бейли и вика двете страни се разгледани и овде предлагам гледањето филм да се одложи за 3 вечери кога ќе биде испукана потребната количина пуканки и купено потребното количество пиво. Благодарам. Нас ни требаат посредници, бидејќи ние само кукаме, бе. Абе, македонец само кука, ништо не му чини. Политичарите не ни чинат, министрите не ни чинат. Па еве луѓе, сега имаш по 3 министри за една работа. Кој технички, кој дополнителен, кој заменик, и нив не им е лесно, бе луѓе. Во кабинетот има толку многу министри, толку столчиња нема во кабинетот. И како го решаваат проблемот со столчињата? Еден од министрите цело време мора да е на терен со лопата, отвара фабрики, спортски сали, знаеш, такви работи. Но добро, има и кабинети кај што се решава на поинаков начин. Таму едниот министер седи на столче, а овој другиот министер му постилаат кебенце да си игра со играчи. Не им е лесно на политичарите. Значи не им е лесно, а највеќе не му е лесно на премиерот. Емил Димитриев е премиер, иначе. Да, окей. Значи премиерот. Премиерот секој ден патува од пробиштип. Жива вистина. Секој ден патува од пробиштип. Значи премиер бе ќе речеш, а тој со родителите уште живеел. Озбилно! Секој сабајле прв автобус пробиштип Скопје. И замисли премиер на една држава да не можеш дома за ништо да се побуниш. Ама не ќам компир манџа, дур си под мој покрив ќе јадеш мајка ти што ќе направи. Види,
Не е ова лошо само за премиерот, значи ова е за сите лошо. Утре ќе се испокараш со твоите дома и ќе речеш сакам сам да живеам. И татко ти од таму тој да живеел сам. Море премиерот на Македонија живее со родителите, тој сам ќе живеел. Во Македонија секоја жена сака мажот и да е политичар. Може девојките сега нема да се сложат, ама ќе ви кажам зашто. Значи додека другите се мислат кај е сопругот, со кои патишта таму, со кои жени се ака, таа нема гајле. Значи жена на политичар нема гајле, по цел ден си го гледа на Собраниски канал, бе. Чиста работа. Чиста работа. Кај е тато? Еве го тато. Седиш на седница, се зборам за политичарот, си седиш на седница така, оп, порака на мобиле, насме му се на Марко. Извај ги крагните од кошулата на цакото, да се знајте од кај си му. Или станува на говорница да збори, оди оака и му стига порака, по мангупски клај го колано, надвор извај го. Надвор. Американските медиуми се шокирани. Значи шокирани се дека некој новинар, ова е жива вистина, го прекинал Обама насред говор со прашање. Шокирани. Па замисли ние Васко Ефтов да го пратиме, ќе се мрднат. Ќе се мрднат. Значи кога сме кај Васко Ефтов, инаку открија на нов дел од Библијата. Да, негде таму во Јордан го откриле и во новиот дел од Библијата пишува дека не постои пекол. Тоа е супер вест, но има една лоша вест исто така, а тоа е дека има порта за во рајот. Значи за да влезеш. А за да влезеш внатре во рајот треба на Васко Ефтов да му одговориш целосно 200 прашања. Вице-премиерот Мешевски. Еве ти ја пицата што ја порача онлайн. Еве ти. За режија, носим ја во режија. Онлайн ја пораша во Стопанска банка со картичка, носим ја во режија да ги почастиме. А еве ти рециклажа, значи за тебе. И ти шо е работа и пица деливери стана? Добре, пара не се одбива бе. Тебе? Па сега еве ме ангажира и од влада нешто на сајмов за градежништво. Сајмов Треба за нешто. градежништво, доводиш Golden Art и Јадинг да си ги посетиш. Друго ништо Golden не ти Art треба. и Јадинг? Golden Art и Јадинг. Баш Сајм ќе за видам. градежништво ништо не ти Окей, треба. ајде. Тоа беше вице-премиерот Мешевски. А ние продолжуваме со емисијата. Што ни следува на емисијата тука? А, господине Ѓоко? Што имаме следно? Телефонски јавувања? Океј. Епа, чиме телефонски јавувања, ја мислам да завртам некому луѓе, да ви кажам. Значи, мислам да завртам некому, а бидејќи најголеми звезди, кои се најголеми звезди во Македонија? Преска кажа? Политичарите, нормално, да. Значи, сега да се јавиме на некој политичар, малце го кренеме рейтингот на емисијава, значи, да видиме. Ако ја викам некој политичар, ја обично го викам најпознатиот. Значи, нема, number one тој што е. Ки имам огромна гледаност луѓе. Ајде да пробам. Ало? Ало, добар ден. Повеќе Жоко? Како сте? Добро, малку гужва, проблеми некои. Проблеми? Проблеми е с нама, добро, не е сериозно. Добро, види, сакав да ве прашам, дали сте слободни за гостување во 1 на 1? Како да не сега дека со мене ми е битно со народот да сум. Така. Дали 1 на 1, 2 на 1, 5 на 1, 3 на 1, Аха. сите за 1, не е битно. 1 за сите, ќе дојдам. Добро, епа види, сигурно доаѓате? Сигурно, 100%. Значи супер. Кажете ми дали можете само да видам, можете ли да гостувате на 24 април? 24? Да. Баш 24? Да, баш. Можам. Може? Ќе дојдам 24. Сигурно? Да. Сигурно? 100%. Бетонирај датум 24. Аха. Сигурно нема сила што ќе смени тоа, ја ти гарантирам. Браво, супер, многу ми е мило. Ајде ви благодарам. И ја те. благодарам. Топ, лапа е рейтинг, браво. Ова ми се свиѓа ги. Ова ми се свиѓа. Вака да бркаш секогаш луѓе. Како мене. Гледаш како одма договорив? Врвен гостин. Рейтинг чеке. Ало? Никола. Да, па кажете. Слушај, мало поместување ќе направам. Зашто? Мало. Некога ќе дојдам подоцна. Не можам на Значи, не 24 април. Бетонирано беше, ама тој бетонот не е стврнат убаво. Дека од СДСМ е купен.
Не е смешно, добро. Добро, а што да Ќе правиме? дојдам на Кога да 5 снимаме? јуни. 5 јуни пише. 5 јуни? 5 јуни таму сум. Сигурно? 100%, најсигурно. Не бетон, Добро. челик у бетонот да се. Челик во бетон? Да. Аха, жити се? Жими и штабот и таасата. Најсигурно. Готове, доаѓам на 5 јуни сум таму. Добро, 5 јуни договорено. Ајде. Ѓого, 5 јуни ќе ни заврши сезоната, бе. Ќе продолжиме? Вреди за Гостинов, а? Добро. Ало. О, Жако, Никола пак. Слушај, да поместиме уште еднаш, ќе може. Кога сега да тераме? До август? На одмор треба да одиме. Бог да чува. Откажи и зимски одмори, летен и се. Ало? Ало? Жарко, овде е Стево Пендаровски, советник на сите председатели, актуелен светски шампион у брзо зборење. Еј, Стево Пендаровски, советник на сите председатели во историјата, повелете. Слушнав, имаш гостување, гостинки имаш од режимот. Според новиот закон за медиуми треба да имаш некој од опозиција, гостин. Океј, да не е проблем. Кога сакате да гостувате? Кога? За кога? Чекај да го прашам Бейли. Па ќе ти јавам. Добро.